Па, ако уште еднаш ме прашувате, мислам дека во Македонија економијата е во рацете на луѓе кои што треба сериозно да пристапат. Државните пари сериозно треба да се трошат, да се преразмисли уште еднаш дали се сите проекти оправдани, ако се оправдани во ред, и да се размисли колку луѓе и на кој начин примаат плата од државна администрација, бидејќи сите што даваат даноци, давачки што се собираат, завршуваат, односно се прераспределуваат во одредени случаеви и неоправдано. И мислам дека и тоа може да генерира одредени проблеми за државата. И јас искрено се надевам дека светските текови ќе успорат, што ќе резултира со намалување на цената на нафтата или барем незино стопирање, што кај нас нема да ги поскапуваат трошоците за движењето на економијата и ќе преживеем. И ќе биде хепи енд. Благодарам, заврши темата број 3. Ево, моето мило мало, со тазе, жешки и вручи, што викат на Камени мост резултати. Сега дефинитивно изедначено. Гледај, мило, сега. Гледај сега. Помалку од 4% помеѓу првиот и третиот. Ево ќе биде навистина густо. Мило мало, биде ми поздравена. Се гледаме за 5-6 минути, а дојде време за првиот блок реклами. Пирамида! Тука сме народе пред темата број 4, воведничар ќе биде господинот Луран Ахмети, а темата број 4 носи наслов Валкани уши. Пирамида! Лидерот на ДПА Мендух Тачи обвинува дека 15 години бил прислушуван и шикиниран од полицијата. Во собранието покажа фотокопија од документи на кој е потпишан поранешниот директор на УБК Зоран Берушевски. Се закани со тужба за поранешното раководство. Реакција тогашниот премиер. За него ова е драмолетка во обид да се одбегне клучното прашање, нивниот капацитет да ја внесе државата во НАТО. Што работи во моментот петата управа? Дали сега се злоупотребува? Дали треба внатрешно проветрување од старите кадри во управата? Една минута, Луран Ахмети, повели колега. Јас дефинитивно верувам дека господинот Мендух Тачи бил прислушуван. Мислам дека во управата постојат се уште стари структури кои што се навикнати на тој метод на работа, на прислушување и на шиканирање. Моето семејство беше го осети теретот на тоа шиканирање еден период, така да знам како е тоа и му верувам дека тоа му се случува неверојатно, доколку така вика господинот дека му се случува се уште. Што се однесува до дали е тоа драмолетка или не, јас не верувам. Човекот си кажал што има да си каже, а опозицијата најверојатно сака да го сокрие тоа што го правила најмногу. Ќе продолжам после. Драмолетка беше во смисла дека баш сега, кога има поважни работи, се случи тоа. Апсолутно, затоа ќе продолжам после. Една минута, Љупчо Зиков, повелете. Па, во најавата имаше прашање што работи петата управа сега. Мојот одговор е дека веројатно не би била пета управа ние доколку знаеме што работи таа управа. Јас се сочувствувам со проблемот што го имал господинот Тачи, меѓутоа сакам да кажам, и ако е законски, тоа треба да се истера до крај. Истиот одговор го даваме како што го дававме кога беа прислушувани новинари и многу граѓани во Македонија во времето кога на власт беше ВМРО ДПМНЕ, значи во периодот 98-2002 година. Реплика? Реплика 30 секунди, Филип Петровски, повелете. Да направиме една реплика, да жестиме малку атмосферата. Ова е проблем кој што во Македонија апсолутно 17 години се случува, поради тоа што одговорот лежи токму во прашањето, не е таа структура демократизирана која што ја води таа управа и таа има ментален склоп кој што едноставно не е битно која на власт, таа се нуди на власта, ги дава своите услуги и после се случуваат вакви скандали. Може и така? Така. Добро, благодарам. Една минута Има политичари во Македонија кои буквално не малтретираат 15 години со тоа како биле прислушувани и што било све праено. Значи, ако има закон, законот треба да процесуира
тужба, дека човекот бил тужен и ако е тоа контра законот, значи тоа треба да заврши како што треба да заврши. Во демократски држави тоа завршува со затвор. Она што мене не ми е јасно во целата работа е зошто господинот Тачи би бил прислушуван. Значи, она што јас знам и како новинар и како медиумски човек 17 години и како граѓанин на оваа држава, што е случано е дека изјавите и на Тачи на неговиот ментор Арвен Джафери во ДПА со години наназад беа политички така поставувани, например, еден пример ќе кажам, во негација на македонците дека се македонци. Значи многу изјави имаше од типот дека македонците се словени давани во Софија, славјаните од Македонија и така натаму и така натаму. Многу пати тие изјави граничеа и со нешто што се вика уривање на уставниот поредок на земјата. Значи можеби и заради тоа биле прислушувани ако тога законот дозволува. Пак ќе потенцирам дека ако немало законска можност, тоа не смеело да биде случај. Благодарам на 1 минута Филип Петровски, повелете. Значи пак ќе кажам, Морам да прашам. Вашето досие поголемо беше од ова на Тачи? потенко е. Потенко е, добро, само тоа. Ја помалку сум работел на уривање на уставниот поредок од него. Видете, малку да се олабавиме, иако прашањето е многу сериозно. И гледам дека никој со денови не постава прашање од кај му се натачи документите сега да ги извади. Бидејќи моето досие го отворив, односно добив копија, затоа што постоеше закон за отворање на досијата. Тачи одеднаш излегува со не знам колку илјади страни. Дали од сега, дали од пред неколку години, не ни најмалку, законот беше со одреден временски период на важење за да се отворат од стариот систем досијата. Практично многу чудни работи се случуваат. Еве ќе потсетам, се донесе закон за лустрација, меѓутоа не се спроведува. Комисија не може да се формира. Од сите страни една структура која што јас ја вадам надвор од политички партии, од било какво влијание, влија и го држи зачноен системот, што е многу опасно за Македонија. Имаме време, ќе се доискажеме 1 минута од на Кмети. Само не знам дали тој закон беше за отварање на досијата од комунистичкото време или до сега. До 2000-та. Значи, господин Тачис говори и до 2007, најверојатно за тоа. Сега не сакам јас да испадам како некој бранител на било која политичка партија, тоа ми е најмалку ми е тоа целта. Да продолжам со темата се. Значи за НАТО, мислам дека тоа нема никаква врска со признавањето на НАТО или во НАТО на нашата земја или не признавањето. Тоа има само врска со фактичката состојба во нашата држава, со прислушувањата, со шиканирањата. Олеснително ќе биде доколку тие структури, тие стари структури од Сојузот на комунистите на Македонија, доколку се исчистат од тие управи, нека се одат во пензија, па некој во затвор, мислам дека тоа ќе биде олеснителна околност за нашето влегување во НАТО. Се најдат нови талентирани момци, тоа е проблемот. 1 минута Љупчо Зиков. Јас се согласувам дека треба да има реформи во МВР и еве сега имаме реформска влада, како што се најавува, значи таа не е комунистичка, таа е напротив, таа е нели демохристијанска национална влада која треба да направи реформа, па нека ја реформира петата управа за да не ни се случи во следниот мандат на следната влада повторно да има ваков скандал. Јас како граѓанин не можам да се согласам да ние на 10 години имаме ваков тип на скандали кои се отвараат. Не сакам да верувам дека е толку сериозна работата за Тачи, бидејќи Тачи го сметам за несериозен политичар и мислам дека во овој момент тој само прави политика која треба да му го зголеми рейтингот визави слабиот рейтинг што има во Реплика 30 секунди на Кмети, повелете. Значи, господин Тачи да е несериозен политичар не би добил колку гласови, колку што доби и не би бил член, значи дел од власта на една држава. Ако вие мислите дека тој е несериозен политичар, тогаш мислите дека и власта е несериозна, тогаш мислите дека и државата е несериозна. Тогаш ќе се вратам на првата тема, тогаш вие сте на страната на грците која се однесува во однос со Македонија. Значи господинот Тачи е представник е председател на една партија која што е дел на власта на Република Македонија. Не молам, поштувајте и таа и државата.